Ова е голем ден не само за мене, треба да биде голем и за другите акционери. Зашто? До сега, бар во Макпетрол, не можеа да си ги остваруваат правата на малцински акционери. Што значи тоа? Во Макпетрол не можеа да се продаваат акции. Не можеа да се остваруваат правата што беа законски овозможени. Моето остварување, барање да си ги остварам правата како малцински акционер, ме доведоа до низа последици. Што последици? Прво, последицата што нешто неразбирливо, може би на наш терен ќе го разберете некој, меѓутоа во светот не е разбирливо да некој, ако сака да го застапува соодветно лице на собрание, во кого има доверба, и тоа му биде скратено, мене ми се случи тоа. Ми се случи на 17.8.2013 година. До таа година ние моравме полномошно да даваме на луѓе што беа назначени од менаџерскиот тим. Тоа значи дека тие не ги застапуваа нашите права, туку ги застапуваа правата на менаџерскиот тим. Ниеден пат јас не ми се овозможило да отидам на собрание, за да си го кажам моето барање, моето право, туку мораше да подпишувам за назначени луѓе да ме застапуваат на собрание кои ниту еднаш не најдоа за згодно да ме обавестат што се случувало, туку да ги застапуваат правата на менаџерскиот тим за да проаѓаат сите одлуки на собрание како што одговара. И затоа тоа не доведе да Макпетрол веќе наназад, од кога се оформи ОИЛКО, покажува загуба. Дали познавате некоја во светот нафтена компанија што покажува загуба, или пак менаџерски тим што останал истиот и низа години да покажува загуби? И јас се прашував зашто институциите до сега не реагира. Тоа сите очекуваат, вие што викате револуција, не е тоа револуција, тоа е еден манипулирање со тие вработени таму, условување на разни начини и тие се уплашени за мене. Меѓутоа нема зашто да се плашат. Тука е во прашање нивна собственост. Значи не може некој да ми доаѓа во куќа и да ми кажува што да правам. А дел од медиумите, уште кога почна цела работа, одма автоматски кажа дека оваа е битка против телевизијава Телма. Што мислите вие за тоа? Јас лично, да ви кажам, си ја сакам и Телма. Па тоа е дел од Макпетрол, прво собственост на Макпетрол. Ние ништо немаме против новинарите на Макпетрол. Доколку Макпетрол како што тргнало да пропадне, тогаш и Телма ќе нема. А моја кривична пријава има уште, еве го датумот, тука ќе го видите, 14.1.2014 против мојот директор Саша Лекич, второ обвинител. Значи не седев со скрстени раце до сега самата, меѓутоа се прашувам зошто толку доцнат институциите. Тука ова се уште не е решен случај.